Разбирање со поглед, тишина, но и целосно завршена работа. Вака функционираа лекарите и медицинскиот персонал во Штипската клиничка болница на Кобниот 16 март. Билјана Рогожарска, медицинска сестра во оваа болница, со сеќавање за денот кога се случи страшниот пожар во дискотеката во Кочани. Вели дека над 110 млади деца поминале низ Штипската болница, а целиот персонал бил наготов да помогне колку што може повеќе. Настанот што не изремети сите и нас како медицински лица и целото општество на тој Кобен 16, значи нашата клиничка болница беше главна карика во примањето и триажирањето на пациентите. Преку нашата болница помина евидентирани околу 110 од децата кои беа изгорени во пожарот. За жал, дел од нив беа донесени веќе починати, меѓутоа не одеа директно за Скопје, него поминуваа низ Штип. Јас овде бев во 3:30 заедно со директорот и одговорната сестра и значи се мобилизиравме сите, буквално сите што беа во градот, а што не се на работа, со еден повик се јавија на своите работни места. Функциониравме безпрекорно. Морам да нагласам дека ние претходно не сме имале, ние сме од генерациите кои не се имале обуки за елементарни или вакви тешки несреќи. Значи ние функциониравме со поглед. Кој беше овде од страна, кој гледаше, можеше да види дека беше тишина, а се одвиваше екстремно брзо, екстремно добро. Емоциите и стресот кај медицинските лица доаѓаат од после, бидејќи во моментот на случувањата сите мораат да бидат максимално фокусирани на нивната работа. Така било и на 16 март, кога сите барале помош од нив да се спаси човечки живот плюс. Медицинските лица се спремни на стрес, во самата ситуација и во самиот момент на прием на болните немаше емоции кај нас во смисол на стрес, испаниченост, исплашеност. Ви реков и претходно, комунициравме со поглед, не дозволувавме ни да има разговор помеѓу нас, точно секој си ја знаеше својата работа, се до моментот додека не го испративме последниот пациент. Кај нас емоциите и стресот доаѓа отпосле. Значи не во моментот на работа. Во моментот на работа го слушаш лекарот, го следиш лекарот, тебе те следи болничар или помошен технички персонал и го средуваш пациентот. Тоа е битно во тој момент за сите нас. Кобниот 16 март во дискотеката Пулс во Кочани, во пожарот животот го загубија 62 лица, а околу 200 беа повредени.